Темата на денот овој пат ни е храната, но не за тоа колку килограми сме накачиле за време на годишните одмори, иако верувам дека е проблем генерално кај сите. Овој пат разговараме, како што веќе најавивме, нешто што е дел од нашето секојдневие, тоа е правилниот начин на исхрана, но и прашањето кое што верувам дека многумина од нас си го поставуваат, зошто чувствуваме глад иако веќе сме јаделе. За сите овие прашања кои што всушност ќе ги имаме во продолжение, ни одговара нутриционистот Антонио Велковски. Добре ни дојдовте, благодариме за издвоеното време. Добро ве најдов. До тука испешачив, нели, за да биде баш нутриционистички. Убедливо. И да можеме, нели, да си помоабетиме сега. Веројатно главното прашање на темата е како да правиме разлика помеѓу вистински глад и желба за нешто да се подкасне повеќе. Разликата е голема, само дали знаеме да ја препознаеме. Нели, вистински глад е нешто што доаѓа постепено, можеби е со губење енергија и слично, и тогаш сме подготвени да јадеме било каква храна или вообичаена храна, оброк што се надеваме дека ќе не засити. И сега желбата за храна или како да кажам повеќе апетитот кога ни се отвара од некоја храна, тогаш е сосема поразлично, затоа што тогаш имаме желба за некоја специфична храна. Например, за нешто крцкаво, чипс или не знам што е, за нешто благо. Или гледаме храна, многу често се случува, еве, спомнавте одмори, па дали патуваме, гледаме секаде различни пекари, сендвичари и сакаме да дегустираме. Да, сакаме да дегустираме. Тоа не е вистински глад, туку тоа е веќе повеќе желба за таа храна да ја пробаме. Најдобар тест можеби е да си речеме дали можам во моментов да изедам баш целосен оброк. Не е идеален тест, нели? Меѓутоа, ако сватиме дека ние баш се чувствуваме сито, тогаш значи само ја посекуваме таа храна чисто да ја пробаме, а не дека сме гладни во моментот. Треба да се прави разлика меѓу тоа. Антонио, зошто кога јадеме обилен оброк, после кратко време, не зборам за секој пат, повторно чувствуваме глад, односно незаситеност? Дали можеби тоа се поврзува и со нашето поднебје, затоа што често знаеме да се прејадуваме? Па се има по нешто. Значи, прво јас би рекол обилен оброк не значи и хранлив оброк и не значи дека ќе ни држи долго ситост. Може да е некој оброк калориски згуснат, а да нема да речеме доволно хранливи материи, пред се да нема доволно протеин или растителни влакна. Па, еве, ќе го земам пример, нели, кога се јадат паста, кога се јаде макарони, шпагети, често пати луѓе викаат ме здебелуваат. Не здебелуваат тука затоа што го јадеме само тоа, со да речеме со доматен сос и ништо повеќе, и да изедеме голема количина, не може тоа да не држи долго време сити. Значи составот на оброкот може да е проблем. Може да е проблем големата пауза меѓу оброците, например, или долго време да не сме јаделе, или да сме прескокнувале оброци, а и навиката кај нас, нели, да бидеме баш на некој начин полни, прејадени, некако и тоа влегува во комбинација. Нели, ние сакаме секогаш и оброкот да го завршиме плюс и со десерт, па ако има уште нешто плюс, макар што мислиме дека треба баш повеќе да внимаваме на тој момент кога сме вистински сити, а кога веќе се прејадуваме. Ние веќе во најавата спомнавме дека во овој момент на социјалните мрежи има една теорија околу стресот, односно кортизолот, недоволниот сон влијае на дебелината, односно каква е поврзаноста? Дали може тие да не огладнат или сепак дебелината, односно трупањето на масните наслаги има некоја друга врска со стресот? Стресот и сонот, да, имаат голема улога. Сонот мислам дека е, ќе го наречам алатка, која што доста се занемарува во однос на апетитот. Прво и основно, многу често еве слушам за регулација на хормони и слично, а никој не зборува за оние хормони што најмногу влијаат на гладот, како што е на пример лептинот, кој што е хормон кој што подолгорочно дава чувство на ситост. Тој најчесто се создава од масното ткиво. Грелинот обично е хормон за кој што ни сигнализира глад, односно се покачува во време пред да почнеме да јадеме. Од хормоните за ситост уште ги има и хормоните кои што се лачат во дигестивниот систем, како што е сега доста популарен GLP-1, GLP-1, кој што се поврзува, нели, сега со Оземпик и со сличните, често се спомнува. Сакам да кажам дека доста таков еден хормонален дисбаланс може да настане баш поради неспиењето. Сега можеби една вечер и нема да предизвика некои проблеми, ама ако се неколку вечери поред, дефинитивно ќе предизвикаат проблем. Друго, кога спиеме малку, например, 5 или само 5 часа или 6 часа,
Мора ние тоа да го покриеме и со храна, што значи ако сме јаделе претходно 3 оброци, сега седиме навечер доцна, мора уште еден да внесеме затоа што ни се јаде, нели Или ако не се стануваме игнорира. како ние од утреска 4 часа и 30 минути научи. Да, така, значи со скратеното време за спиење ние фактички додаваме уште еден оброк, што инаку би го немале кога би спиеле, нели. Што се однесува пак до стресот, тука е малку дискутабилно затоа што кај некои луѓе стресот предизвикува да јадат помалку, кај други да јадат повеќе, кај некои пак од кога ќе помине стресниот период јадат повеќе. Значи, генерално стресот не знам сега колку можеме да го контролираме, ама сонот мислам дека може подобро да се контролира и баш хигиена на спиење треба да се запазува и на долги периоди со малку спиење може навистина лошо да се одразат и во однос на апетитот. Треба веројатно да се навикнеме да функционираме и со исхраната, со начинот на кој што секојдневно се однесуваме и колку тука влијае пристапот кон храната и кон оброците кои што ги внесуваме. Често сме на телефон, гледаме, листаме на социјалните мрежи додека јадеме или ситуација. Сликата уште почесто додека се гледа серија во вечерните часови, исто така тогаш го внесуваме оброкот, колку тоа влијае во надоеноста која што е се почест проблем кај граѓаните и како што кажав, пристапот кон самата исхрана. Така, сега јас Свесноста додека да, нема да бидам сега нели како мотивациони говорници седнете и во мир, во тишина јадете, кога знам дека тоа не е остварливо, нели, посебно не во денешно време кога имаме толку многу работи околу нас што ни го свртуваат да има нието. Меѓутоа, контактот со самите себеси, односно со сигналите за глад и ситост, доста се губи кога ни е свртено вниманието кон нешто. Посебно нели во телефон, во телевизор кога гледаме, може да изедеме многу храна пред да бидеме свесни за тоа. Веќе кога ќе се освестиме, ние сме се прејали. Така што најидеално е бавно јадење, без нели да имаме некои попречувања или без таа навика кога ќе седам пред телевизор морам да јадам. Тоа би било идеалното. Меѓутоа, пак ќе речем, за да имаме ние бавно јадење, свесно јадење, пак треба да имаме редовни оброци, затоа што ние ако не сме јаделе, не знам, некои 7-8 часа или сме прескокнале комплетно некој оброк, тешко дека ќе успееме да го оствариме тоа бавно јадење и свесно јадење. Што е најдобро да јадеме и што е најдобро да правиме меѓу оброците, со оглед на тоа дека нели една од теориите исто така која е актуелна на социјалните мрежи е токму тоа грискањето, дека тие се поприлично голем проблем. Посебно кога станува збор нели за работата на црн дроб и целата дигестија. Да, јас вака чувството за глад не би го игнорирал никогаш. Значи, јас и кога соработувам со клиенти, им викам тоа мене ми е значи сигнал. Ако некој има желба пак да јаде после 1 час, после 2 часа, или не бил добро составен оброкот, или едноставно бил премал тој оброк. Или, пак ќе речам, била паузата до тој оброк преголема. Значи, мора да има некоја причина зошто ние јадеме после имаме желба за јадење. Знае ли никогаш да се измеша желбата за жед и за глад? Дали и тука се прават грешки? Па јас не ја поддржувам таа теорија, затоа што тоа се два различни физиолошки сигнали во организмот. Нели добро е ако цел ден не сме пиеле течности, посебно сега овој период да се напиеме, меѓутоа не да го гасиме гладот со вода упорно. Мислам дека организмот точно разликува кога е жеден, кога станува збор за желба за храна, за глад. Така што јас не би ги мешал тие поими, макар што знам дека е многу популарно, нели денеска да се каже напи се вода, можеби не ти се јаде. Јас не поддржувам дека е така. Мислам дека кога не се пие вода, ама кога не се јаде, гладот не треба да се игнорира. Колку повеќе го игнорираме, после следното ќе биде големо прејадување. Ајде накратко да сублимираме, што треба да правиме да го контролираме гладот во текот на денот и како тоа успешно да го направиме? Прво, значи редовни оброци. Еве, нели спомнавме, вие сте нутринска програма, најчесто што се прави кај луѓе што рано стануваат. Прво почнуваме нели со кафе, тоа ни е основното. Можеби во моментот ќе ни се пријаде ако не го пиеме кафето, ама ние го игнорираме гладот со кафе. После почнуваме со обврски, па уште нешто, па ако сме станале во, не знам, 6-7 часот, јадеме во 12. Тоа е огромна пауза. Тоа е добар рецепт за после да се прејадеме. Значи, сакам да кажам, не дека кога ќе се разбудиме веднаш треба да јадеме, меѓутоа барем 1-2 часа по будењето да имаме оброк. Не мора некој голем оброк, може да биде и некоја мала ужина, да се стартува со ужината. Значи, прво редовни оброци, второ оброци кои што ќе содржат доволно протеини, влакна, растителни влакна, масти,
Значи една убава комбинација која што ќе придонесе за подолготрено чувство на ситост и оброци кои што ќе содржат и доста волумен, со додавање зеленчук или овошје, што и да е. И на тој начин мислам дека повеќе ќе може да се контролира гладот. Гладот не е нешто што треба да го игнорираме или да не знам како да се спротиставуваме на тоа е сосема нормална појава, туку како да успееме да го предвидуваме и да го контролираме во текот на денот. Антонио, ви благодариме на гостувањето и се надевам дека успеавме барем малку. Благодариме и за советите, верувам дека се надеваме хубаво објаснив. Добро дојден. Секако, она што останува е да внимаваме и да ги искористиме советите кога ќе почувствуваме глад, а не е логично да сме гладни. Токму така, ние продолжуваме со останатите теми.